граѓани, почитувани колеги, еве денес разговараме за автентично толкување на Законот за буџети, членот 66 ставот 3, што воопшто не требаше да дојде до ситуација да се разгледуваат вакви автентични толкувања на одредби од законот. Ако целосно, осмислено се воспоставија критериуми и начини на изменување и дополнување на законите, а не со автентични толкувања да се менуваат, изменуваат и дополнуваат законите. Но тоа го воспоставувате како пракса. Но од ова вакво поставено автентично толкување целосно се гледа апсолутното непознавање на организирањето на државната управа во Република Македонија и начинот на постапување на правата и уврските на вработените во органите согласно Законот за организација и работа на органите во државната управа. Зошто? Еве, после сите реакции на синдикалните организации кои што ги застапуваат правата на вработените во овие органи и јавното произнесување дека истите се залагаат секогаш за остварување на повисоки стандарди и права на самите вработени, дојде до автентично толкување поради нецелосно и непрецизно определување на одредбите во законите и измените кои што ги предлагате. Имено, во самиот закон за организација и работа на органите на државната управа, во ставот 1 се вели: со овој закон се уредуваат организацијата, надлежностите и работата на органите на државната управа. Сега, во органите на државната управа, за веќе стекнати права, сакате да ги укинете со автентично толкување на одредби и членови од законот на, потенцирам, веќе стекнати права на овие вработени. Но, каде е овде заблудата? Бидејќи, потенцирам, апсолутното непознавање на организирањето на државната управа ве доведува во ваква ситуација. И понатаму, органите на државната управа своите надлежности, утврдени со закон, ги извршуваат врз основа на начелата на законитост, одговорност, ефикасност, економичност, транспарентност, еднаквост и предвидливост. Еднаквост и предвидливост. Сега, понатаму во членот 5, во ставот 3 вели: покрај ставот 1, органите на државната управа можат да се основаат како министерства, други органи на државна управа и управни организации. Во ставот 2, министерствата се основаат за вршење на функции во државната управа групирани по области за една или повеќе сродни управни ресори. Ставот 3 вели: другите органи на државната управа според видот на организацијата и степенот на самостојност, внимавајте, клучен збор, според степенот на самостојност можат да се основаат како самостојни органи на државната управа, дирекции, архив, совет, агенции и комисии, или како органи во состав на министерствата: управа, биро, служба, инспекторат, капетанија. Сега, органите во состав на министерствата дополнително можат да се основаат за вршење на определени управни, стручни и други работи од надлежност на министерствата, но во членот 7 се потенцира: органите во државната управа, освен министерствата, можат да се основаат, укинуваат и нивната надлежност се утврдува со закон. Одделни, тука е разликата која што не ја правите помеѓу органи во состав на министерството кои што имаат својство на посебно правно лице и оние кои што немаат, и затоа потенцирав, станува збор за апсолутно непознавање на организацијата на државната управа. На одделни органи на државната управа со законот со кој се основаат може да им се определи својство на правно лице. Сега, кога зборуваме за министерствата, покрај другите министерства, конкретно во законот за буџети станува збор за Министерството за финансии, кое што е основано согласно овој закон, и во составот на министерството имаме повеќе органи во самиот состав. Каде што вие единствено го цитирате ставот 2, каде што се наведени дека во состав на министерството се Управата за имотно-правни работи, Царинска управа, Државниот девизен инспекторат, Бирото за јавни набавки, Управа за спречување на перење пари, финансирање на тероризам, Управа за финансова полиција, Управа за јавни приходи и Биро за стокови резерви. Но во ставот 3 од истиот член се наведени Управа за јавни приходи, Царинска управа и така натаму со својство на посебно правно лице. Ова го потенциравме, но
вие не можевте да разберете дека станува збор за органи, кои што самиот збор кажува, во состав на Министерството, за кои што вработени правата и обврските ги определува министерот. За да ви биде појасно зашто станува збор, бидејќи не наидовме на разбирање и на комисијата, на законодавно-правната комисија, еве, конкретно ќе ви цитирам, дека Министерството за финансии во управата, еден од органите, во управата за имотно-правни работи, донело решение на 12.5.2022, не цитирам за одреден вработен, за утврдување, решение за утврдување на плата на државниот службеник. Знаете кој го подпишал? Го подпишал заменик министер за финансии Филип Николовски. Што значи тоа? Тоа значи дека за вработените во овие органи кои што се во состав на Министерството, а немаат соодветни закони за нивно регулирање на правата и обврските, одговара директно министерот. Еве, заменик министерот носи решенија за распоредување на државни службеници, за плати, за обврски, за што ги следуваат и сите други права и обврски кои што им се даваат. Значи, директно министерот им носи решение. Тоа значи дека тие се во рамките и во составот на Министерството. И затоа, впрочем, станува проблем во однос на она дискриминирачка улога која што сакате да ја имате во рамките на едно министерство за вработени со исто звање, односно со звање на одредена степен на звање, со попис и опис на работни задачи во истото министерство, за едниот министерот да исплаќа поголема плата, за едниот помала. Она е таа дискриминација која што сакате да ја направите со цел намалување и кратење на веќе стекнатите права. Затоа, на оваа тема, кога разговаравме, во законодавно-правната комисија немаше слух. Но од овде најави и колегата пред мене Бојан дека има соодветен амандман на кој што се повикуваме за да се исправат ваквите грешки кои што требало уште при самото давање на мислењето, односно на мислењето од владата, законодавно-правниот сектор во владата да им напомене дека не смее да помине вакво автентично толкување како што доставиле. Повторно потенцирам, правите дискриминирање на вработените внатре, а со цела подршка од синдикатите кои што и денес бурно и јавно реагираа на сите овие постапки, на сите овие кратења на правата, а секако мораме да се залагаме и за правата на вработените во другите министерства. Бидејќи, ви кажав, мораме да се држиме до законот кој што е донесен и кој што е на сила, но мораме да ги гледаме од сите аспекти овие работи. Затоа, од овде, уште еднаш, иако на комисијата не наидовме на разбирање, овде ве замолувам по однос и на поднесениот амандман, во однос на целокупно расчистување на состојбите во сите сектори и во сите органи кои што се во Министерството, да се најдат во една еднаква положба, да не правите дискриминирање и да не воспоставувате раздор на вработените кои што работат еден до еден во канцеларија на исти, согласно систематизација, на исти звања на работни места, со попис и опис на работни задачи, а за кои што треба да исплатите различни плати. Ова постапка е противуставна која што сакавте да ја поминете, но се надевам со амандманот кој што е поднесен дека ќе се надминете, ќе ги прифатите овие разлики, за да можеме сите заеднички од овде да излеземе и за понатаму да се унапредуваат правата на вработените и во другите министерства, а не за веќе донесени закони да вие пристапувате кон кратење на правата на вработените. И со тоа дополнително да допринесете за нивно дестимулирање на исполнување на своите права и обврски. Затоа, во ваквите постапки, кога нареден пат ќе посегнувате кон вакви измени, ве замолувам јасно и децидно да ги прецизирате одредбите и оние кои што ги прават предлог законските решенија да се консултираат со соодветните сектори во нивните институции и да не се случуваат вакви пропусти, односно да се доставуваат било какви законски решенија кои се спротивни на Законот за организација и работа на органите во државната управа. Уште еднаш ве повикувам заеднички да се прифатат и да не правиме дискриминација помеѓу самите вработени во истото министерство. Благодарам.